zdravo na sviti i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Како што гледате по насловот, денеска одлучив да ви снимам уште едно видео во кое што трансформирам луѓе. Но овој пат одлучив тоа да бидат македонските тиктокери. Следниот дел од овој серијал најверојатно ќе биде трансформација на мои фанови. Во исто овој момент, доколку се уште не го следите мојот Instagram профил, заследете ме таму. И во оној момент кога на Insta Story ќе објавам известување дека планирам да снимам видео во кое што ќе трансформирам мои фанови, вие пратете ми фотографија. Но не ми праќајте ваши фотографии пред јас да објавам на Story дека планирам да снимам видео во кое што ќе ве трансформирам. Како и да е, да почнеме со трансформациите. Пред да започнам, ставете лайк и претплатете за на мојот YouTube канал доколку се уште не сте се кликнал subscribe. Ајде да почнеме. Прва на мени за денеска имаме Мија Тодорова, која што од женско ќе ја трансформираме во машко. Ајде да видиме како би изгледала Мија Тодорова кога би била машко. Не успеав да најдам нешто најсоодветна фотографија од Мија, меѓутоа се надевам дека косава нема да ни представува проблем и дека програмчево ќе ја трансформира Мија во прав маж, македонски. Ајде. Леле, Мија, душо, леле. Овде кај била ракава, сега косплескана, али добро. Па добро. Скроз симпа. А следен за денеска го имаме Душан Пауновски, односно Хуиз Душан. Така што, ајде да видиме како Душан би изгледал кога би бил жена или девојка, како сакате. Вау! Малку е со неиздепилиран брк, али е скроз онак топ. Као нека штреберка на правен факултет. Неиздепилиран брк, али битно локна има. Реално не е лош, само бркот малку. Топ. Ја имаме Душанка. Идемо. Океј, следна на листа ја имаме Ива Орландо. Ајде да видиме како Ива би изгледала кога би била машко. Леле. Па реално Ива би била убаво машко, само малце фризурчево. Инаку вака скроз симпа, плави очи, брадичка, све како што треба, само косава да е барем да е рамномерна, да ова е ужас. Мислам од кикињава останало. Али добро. Следен на листа го имаме Давор Арџи. Не знам колку Давор е популарен на TikTok, но мене постојано ми излегува на For You page и со самото тоа сметам дека е актуелен. Ајде да видиме како би изгледал Давор кога би бил девојче. Давор инаку, сакав да кажам, убав човек, па претпоставам дека ќе биде и убава девојка, меѓутоа не сум нешто воодушевен, поубав е како маж. Не знам зашто и од Душан и од Давор, еве земав слики од табло. Мислам, они ми се некако најсоодветни за апликацијава, али буквално изгледа како некоја штреберка у гимназија. Чекај да истајми на очарчиња и го имаме победникот, онака, буквално. Ајде да видиме. Ова девојка од прва до четврта година има се петки, не дава лист од средина, најверојатно нема да запише факултет, али да, мислам хит. Океј, следен на листа го имаме Стефан Николиќ и ајде еве да видиме како Стефан би изгледал кога би бил девојче. Стефан исто така убав човек и претпоставам дека ќе биде и убаво девојче, меѓутоа да не повторувам два пати. Алена Шишкова, спаваш ли мирно? Не, ова е Софија Милошеви. Реално, Стефан би бил бомба. Што би кажале Мико Манов, Следен на листа го имаме Александар Динев. Ајде да видиме како Александар Динев би изгледал кога би бил девојче. Леле, овде ми личи на некој. Да, го имаме Александар, финално, мислам дека ова е тоа. Следна за денеска имаме Марија Колинс. Ајде да видиме како Марија би изгледала кога би била машко. Само се надам дека косава нема да биде проблем. Океј, не знам што се деси со фотографијава, али косава исчезна малку. Ужас. Значи, многу лоша обработка од страна на апликацијава, али се гледа фацава, што е добро, и овде Марија изгледа топ. Марија би била топ фраер. И се ми дојде да кажам, малку личи на мене, а со самото тоа ќе кажам и дека јас сум топ фраер, а јас не сакам тоа да го кажам, ќе оставам вие да го кажете, така што одиме на следен. Марија би била топ. Ја вака би изгледала за некои 10 години од сега, например на 35, на 34, вака со брадичка, со косичка, затоа сакам да кажам личи на мене,
ali neka биде дека подсеќа на мене, а вие напишите ми коментар дека сум топ фраер. Шала на страна. Одиме на следен и последен тиктокер за денес, а тоа е Мартин Ѓорѓиевски. Браво! Ајде да видиме како Мартин би изгледал кога би бил девојче. Ајде Мартине, пукај. А она само пуца. Леле, Мартин бе. Але Мартин. Па си се искизил, па си се напред. Овде Мартин ми личи на една пејачка. Само да ми текне. Малце веројатно ми удри напрво на Кели Кларксон, али не е Кели Кларксон, на нека друга ми подсеќа. Не е ни питно, нема да ми текне, ќе ми текне кога ќе го објавам видеото и ќе се изнервирам, као и увек. Како и да е, во овој момент се одјавувам, ви посакувам убав остаток од денот или вечерта. Кога да гледате видеото, ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!